Почитувани во прес-центарот на МИА во Штип е Дарко Лазаров, проректор на Универзитетот Гоце Делчев за инвестиции и развој и воедно е и председател на клубот на извозници при Стопанската комора. Господине Лазаров, добро ни дојдовте во прес-центарот на МИА во Штип. Ви благодарам за покана. Така, еве да ни кажете, прво ќе го почнеме разговорот од онаа што значи стопанство и економија. Колку македонските фирми извезуваат и што всушност ние извезуваме? Па добро, кога зборуваме за извозниот сектор во Македонија, треба да правиме дистинција помеѓу извозот на странските компании, најчесто лоцираме во технолошко-индустријските развојни зони и покрај тоа што нели тие се тука, работат на наша територија, и домашните извозни компании. Зошто? Затоа што де факто постои една разлика помеѓу ниво делот на технолошката напредност и софистицираноста на производите кои што ги произведуваат и извезуваат, а се разбира и секторите практично од каде доаѓаат. Имено ако ги гледаме, ако го анализираме извозниот сектор на странските компании, тој најчесто е во рамките на машинската индустрија, електроиндустријата и воглавно во рамки на автомобилската индустрија, и тоа се производи кои што во принцип имаат повисок степен на финализација, односно поголема комплексност, но од друга страна имаат помала домашна додадена вредност, бидејќи поголем дел од суровините во тој процес на производство имаат увозна компонента. Од друга страна, во делот на домашниот извоз, во најголем дел тој извоз е во рамки на базичната металургија, односно металната индустрија, во рамки на производи од метали или металопреработувачката индустрија. Тука се секако прехранбената индустрија, примерното земјоделие, текстилната индустрија, индустријата за облека и некои други индустрии, како што е, например, индустријата за дрво и мебел, понатаму производи од пластика и гума и слично. Меѓутоа, во контекст на тоа каква е, нели, какви се перформансите на извозниот сектор, може да кажеме дека годинава имаме значително забавување на растот на извозот и на компаниите од зоните, меѓутоа и на компаниите од нели домашните извозни компании. Зошто се случува тоа? Генерално поради геополитичката ситуација на глобално ниво и падот на германската економија, да не забораваме дека најголем дел од нашиот извоз, некаде околу 50% се пласира на германскиот пазар, а знаеме во каква состојба во моментот е германската економија, значи забавена е ефективната странска побарувачка и тоа секако има реперкусии врз извозниот сектор на нашата земја. Така. Еве да ни кажете во врска за тоа дека за вашата анализа, дека имате направено една анализа за кои се слабостите на нашиот извоз и дека државата треба да направи, велите дека треба да направи чекори веднаш. Меѓутоа треба да има и средорочен и долгорочен план. Што значи тоа? Добро, ние во рамки на комората работевме на една анализа која што беше, да речам, финансирана од проект во рамки на соработката со Американската агенција за меѓународен развој, и во рамки на таа анализа ги мапиравме на некој начин производите и секторите за кои македонската економија и македонските компании имаат одредени потенцијални извозни потенцијали, меѓутоа во исто време ги адресиравме главните ограничувачки фактори, причините за ниската извозна конкурентност на македонската економија, и се разбира, како што и вие кажавте, предлог мерките во насока на подобрување на извозните перформанси на нашата земја не може во никој случај да бидат на краток рок, затоа што станува збор за системски реформи кои во еден среден и долг рок треба да бидат имплементирани и од страна на државата, меѓутоа и од другите чинители, вклучувајќи го и бизнис секторот. Меѓутоа, искуството на брзо растечките земји, успешните земји кои што во изминатиот период направиле голем прогрес во делот на подобрување на перформансите на извозните компании, укажуваат дека државата е активен чинител во таа насока и креирањето на сет на соодветни политики и мерки кои ќе бидат во насока на подобрување на перформансите, зборуваме и на макро ниво, односно подобрување на економските и бизнис условите во државата, меѓутоа и директни форми на стимулација и градење на одредени алатки кон извозните сектори можат значително да го забрзаат тој процес на подобрување на извозниот сектор на Македонија, на нашата земја, и во тој контекст државата, пак ќе речем, има значајна улога во тој процес. Така, споменавте Германија дека
50% од нашите производи завршуваат во Германија, меѓутоа во кои други земји ние извезуваме и што вообичаено извезуваме? Од земјоделска земја станавме увозно зависна. Видите, Македонија има еден системски проблем во делот на извозот, а тоа е висока извозна концентрација. Дури ако ја земете и германската економија, не е проблем што ние извезуваме во Германија. Германија е голем пазар, близок до нас и така натаму, меѓутоа и таму интерните анализи покажуваат висока извозна концентрација. Еве ќе ви дадам една кратка илустрација. Првите 10 производи, топ извозни производи на германскиот пазар се некаде околу 50% од вкупниот извоз на Македонија во Германија. 10, 15, 20 компании имаат сериозно, значајно учество во вкупниот извоз на германскиот пазар. Нашите анализи покажуваат дури дека има простор за пенетрација дополнителна на германскиот пазар. Меѓутоа треба да се вклучат нови компании, тие да бидат многу поподготвени и се разбира во нови сектори, не само во автомобилската индустрија, меѓутоа и во рамки на прехранбената, и во рамки на примерното земјоделие, и во рамки на други сектори од преработувачката индустрија, ние имаме одредени извозни потенцијали кон германскиот пазар и на секој начин тие потенцијали се разбира треба да ги користиме. Дополнително е истиот заклучок кон Европската унија. 77% од нашиот извоз е кон Европската унија. Меѓутоа, ако земете првите топ 5 извозни ЕУ пазари, учествуваат со 78% во вкупниот извоз на земјата кон ЕУ, што значи тука има простор за дополнителна диверзификација, географска од аспект на вклучување на други земји или поголема наша извозна активност во други земји како што се Вишеградската група на земји, понатаму како што се Балтичката група, скандинавските земји и другите земји од Европската унија, бидејќи традиционално Европската унија е наш најголем трговски партнер и тука се нашите, да речам, извозни потенцијали. Меѓутоа, да не забораваме дека ние треба да размислуваме и на други пазари, како што е Северна Африка, како што е Блискиот Исток, каде што има голема побарувачка за одредени производи, меѓутоа за да ние бидеме конкурентни на тие пазари, пак ќе повторам, треба да работиме системски во делот на промоција на македонските компании, во делот на промоција на македонските производи и поголема подготвеност на компаниите да произведуваат и извезуваат производи кои ќе бидат конкурентни на тие пазари, бидејќи да не забораваме дека во исто време ние имаме конкуренти од целиот свет, како што ние се трудиме да бидеме конкурентни и да пласираме производи нашите компании на странските пазари, така и другите земји се обидуваат да под тој чадор да го најдат своето место, односно да се позиционираат. Така да во тој контекст мислам дека треба да работиме сериозно како земја и извозот да го ставиме, да речем, на еден од пиедесталите, односно приоритетните сектори на кои треба да посветиме посебно внимание, имајќи во предвид дека Македонија е мала економија, мало отворена економија, домашниот пазар не е доволен, единствена алтернатива за одражлив развој на земјата во иднина е токму пласирање, односно поголема конкурентност на нашите компании производи на странските пазари. Во пари колку изнесува македонскиот извоз? Тој е отприлика некаде 66-67% од бруто домашниот производ или отприлика некаде околу над 8 милиарди евра. Меѓутоа тој расте со одредена стапка од просечно некаде околу 10% во изминативе 10 години, со исклучок на 2020, нели, каде што имавме, да речем, нели, поради ковид кризата сериозно забавување, годинава имаме сериозно забавување на растот, само 1,4% е растот на извозот. Меѓутоа Македонија има еден друг проблем, а тој проблем е хроничен трговски дефицит. Имаме голема увозна компонента на извозот. Голем дел од извозот е базиран на увоз на суровини, репроматеријали и така натаму, и во таа насока ние треба во иднина да работиме како да го субституираме тој увоз со производство на домашни компоненти кои што ќе бидат вградени во тие производи и ќе бидат извезени како домашни производи на некој начин. Дали при правењето на анализа имате откриено кој е најизвезуваниот производ од нашава држава? Дефинитивно, ние знаеме дека катализаторите и сетовите за филтри во рамки на автомобилската индустрија имаат големо учество во нашиот извоз. Јас би кажал дека Македонија е еден негативен аутлаер или пример во светот, каде што 2-3 производи имаат релативно големо учество, некаде околу 30%, над 30% е вкупното учество на тие неколку производи, вкупниот извоз, учеството на тие производи, вкупниот извоз на земјата, што значи не само географски, ние производни имаме висока извозна концентрација и токму тоа треба да бидат едни од
една од областите каде што во иднина треба да работиме, а тоа можеме да го постигнеме ако ги диверзифицираме нашите ресурси кон останатите сектори каде што нормално имаме некакви потенцијални компаративни предности. Така, председателот на Стопанската комора Бранко Азиски постојано, барем оваа година, говори извоз е решението, само извоз. Кон кој е насочена таа порака? Таа порака е насочена кон сите чинители, прво пак ќе речем кон државата, затоа што таа на некој начин може да го иницира, да го забрза тој процес, бидејќи конкурентноста на компаниите не зависи само од компаниите. Тие преку инвестиции во нови технологии, преку подобрување на нивните процеси и така натаму, може да станат конкурентни, меѓутоа и условите во економијата, во делот на инфраструктурата, во делот на институционалните капацитети на државата, владење на право, ниска корупција, поголема сигурност, обезбедување на финансиски средства од државата во делот на финансирање на компаниите, обезбедување на поддршка во тие процеси на дигитална трансформација, во процеси на модернизација технолошка и така натаму, има значајна улога, а исто така да не ја забораваме улогата на државата во делот на промоцијата на земјата. Ние знаеме дека една од улогите на Министерството за надворешни работи е токму тоа, преку економската дипломатија, преку поддршка во делот на настап на меѓународни сајми, да ги промовира нашите производи и да им помогне на нашите компании да станат повидливи, по-препознатливи на странските пазари, како што тоа го прават другите земји, да не одиме подалеку, да земеме Словенија како еден позитивен репер, каде што државата во изминатиот период вложуваше многу во делот на компаниите кои што се извозно ориентирани. Тука е исто така примерот на Турција, примерот на големите земји од типот на Кина, кој што направи сериозна револуција во изминатите 30-40 години, азиските тигри и други примери успешни во светот, каде што државата имала активна улога во тој процес. Се разбира дека и компаниите треба да бидат тие кои ќе работат на подобрување на тие процеси, меѓутоа пак ја повторам, има некои предуслови кои што треба да ги создаде државата. И во делот на човечки капитал, односно поголеми инвестиции во образование, каде што улогата на државата е доминантна, во делот на инвестиции во истражување и развој, во наука и така натаму, кои ќе бидат позитивен импулс за компаниите во градење на поголема нивна конкурентност. Колку е според вас влезот на нашата земја во ЕУ може да влие врз развој на стопанството? Се разбира, видите, ЕУ е наш, и тоа спомнав претходно во нашата дискусија, наш најголем трговски партнер. Меѓутоа не треба да забораваме дека ние и сега имаме можности за надпревар, да речем, на тој пазар и дополнително треба да имаме во предвид дека таму има одредени стандарди кои нашите компании и приватниот сектор треба да ги исполнат, а кои сега не се бараат на некој начин. Во таа насока ние не треба да ги гледаме само привилегиите од влезот, туку треба да ги гледаме врските, односно да работиме на исполнување на тие стандарди кои што се бараат на тие пазари, бидејќи дури и со нашиот влез во Европската унија, нашите компании, ако не инвестираат во подобрување на своите перформанси и државата, ако не ги подобри своите институционални капацитети, ние пак ќе бидеме на маргините во рамки на Европската унија, како што се некои земји од нашето соседство кои се таму, а сепак заостануваат далеку во однос на нивото на животен стандард на високо развиените земји кои се дел од Европската унија. Така да јас мислам дека тој процес може значително да влие позитивно, меѓутоа паралелно ние треба да работиме на градење на сопствени капацитети и подобрување на тие капацитети и во јавниот сектор, меѓутоа и во приватниот сектор. Така. Кој е вашиот коментар за капиталните расходи во буџетот кои никогаш не се реализираат 100%? Видите, тука има една буџетска гимнастика која се користи во изминатиот период, а тоа е дека нели со ребаланс на буџетот септември, октомври, втора половина на годината се кратат од планираните буџетски, од планираните капитални расходи, на крајот процентот се подобрува затоа што се намалени во тие ребаланси на буџетот. Нас економистите на крајот на денот не интересира крајната реализација на капиталните расходи како процент од буџетот или како процент од бруто домашниот производ, и тука навистина бројките се разочарувачки. И јас мислам дека на 5,5 милиарди евра колку што е буџетот проектиран за годинава, ние треба да издвојуваме значителен износ повеќе, сигурно 10-12%, за да едноставно имаме забразување на економијата. Меѓутоа и тука едно друго прашање кое се поставува е легитимно, а тоа е каква е структурата на капиталните инвестиции. Бидејќи тоа е широк поим на капитални инвестиции, не е исто дали ги инвестирате во образование, наука и така натаму, во инфраструктура или ги инвестирате во некоја друга форма на капитални инвестиции. Ефектите од тие инвестиции различно се разбира.
Според вас еве каде најмногу треба да се инвестира? Ако ме прашате мене, мислам во инфраструктура, во образование, во наука и во економски политики кои ќе го забрзат Го прави процесот ли на... тоа државата? Па, многу малку. Дефинитивно многу малку, поголем дел од структурата на буџетот оди за тековни трошења, односно за непродуктивни цели кои што нема, да речам, до некаде позитивни ефекти врз економијата. Тие имаат на краток рок затоа што до некаде стимулираат одредени активности на страната на побарувачката. И тоа е проблемот со нас, затоа што ние трупаме буџетски дефицити, трупаме трговски дефицити, а економијата станува се позадолжена, тоа е на сметка и на јавниот и на приватниот долг, а економијата не гради долгорочни капацитети. Мислам дека фокусот треба на буџетот да биде ставен на капиталните расходи, меѓутоа и да се работи на страната на понудата. А страната на понудата е приватниот сектор и неговиот капацитет да произведува и да извезува на странските пазари. Пред медиумите пред јавноста беше презентиран новиот буџет за 2024. Дали го видовте? Па на кратко да, затоа што се уште не е доставен, беше нели на пресконференција и во тој контекст очекувањата се во истата насока, затоа што треба да се направат радикални системски реформи кои што ќе го отсликуваат буџетот во наредните неколку години, ако ние сакаме, да речем, на среден и на долг рок да имаме некакви позитивни ефекти во делот на вистинско, реално и одржливо зголемување на животниот стандард на нашите нешто е развојно, знаеме само дека ќе нема повисоки плати за функционерите. Па се уште го немаме нели на увид детално, така да не би сакал во овој момент да коментирам, меѓутоа пак ја повторам, инерцијата и политиките во изминатиот период се во таа насока да се стимулира вештачки, да речем на некој начин, побарувачката на штета на градење на посериозни капацитети на страната на понудата и јакнење на производните капацитети на приватниот сектор. Така. Проректор сте на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. На оваа функција сте од пред неколку месеци. Кои се вашите идеи за развој на овој универзитет, имајќи во предвид дека сте и токму проректор за развој и инвестиции? Така, добро, Универзитетот Гоце Делчев има навистина силни научно-истражувачки капацитети и уште повеќе има голем развоен потенцијал и во изминатиот период работеше на развој на тие капацитети. Она што ќе биде моја улога заедно со ректорската управа и начело со ректорот Дејан Мираковски е во насока на интензивирање на соработката помеѓу науката од една страна и академијата и од друга страна бизнис секторот, односно индустријата, да ги подобриме научно-истражувачките капацитети на нашиот универзитет, меѓутоа и тие научно-истражувачки капацитети да ги ставиме во функција и во практична примена на реалната економија, во решавање на конкретни проблеми во рамки на приватниот сектор, во процесот на дигитална трансформација на компаниите, во процесот на развој на нови производи, подобрување на постоечките производни процеси. Значи има едно сериозно, широко поле на работа во делот на тоа како универзитетот може да му помогне на приватниот сектор и на стопанството, меѓутоа и на целокупниот општествен развој на државата, и тука ќе биде практично и мојот фокус во делот на градење на одредени форми на соработки, платформи во рамки на кои што нашите научно-истражувачки решенија ќе најдат своја примена во пракса, односно во приватниот сектор. Бизнес секторот, барем неколку години наназад или една деценија, две, говори дека нема квалификувана работна сила. Дали држи овој став? Се разбира. Колку средните училишта и високообразовните институции работат на подобрување на оваа тема? Па видете, ние еден подолг период имавме еден системски недостаток, затоа што од една страна образованието работеше, од друга страна приватниот сектор, и тие не беа поврзани на некој начин. Меѓутоа во изминатиот период се прават напори и тие веќе имаат видливи резултати во делот на средното образование. Ние сега како универзитет се обидуваме да го примениме, односно аплицираме тој дуален концепт во рамки на високото образование, односно преку воведување на сериозна практична настава и нови програми кои ќе бидат во корелација со барањата на приватниот сектор и на пазарот на трудот, да изградиме нови модули, односно нови насоки кои што ќе му возможат на студентите градење на истекнување на вештини и знаење кои што ќе биде практично применливо во стопанството. Јас ќе искористам оваа прилика да промовирам една активност која што веќе започнавме заедно со Стопанската комора како еден интерен заеднички проект помеѓу УГД од една страна и Стопанската комора, а тоа е студентите учат од бизнисот.
во рамки на тој проект, односно активност, ќе бидат реализирани серија на настани кои што ќе бидат на универзитетот, меѓутоа и посети на наши студенти на компании во Македонија. На крајот ќе биде заокружено со една конференција напролет, кој што ќе биде конференција помеѓу бизнисот и помеѓу науката, односно студентите, и се разбира во следниот период ќе работиме на градење на заеднички модули во делот на дефинирање на теми во индустријата, односно стопанството, кој што ние како научници, нашите студенти на прв, втори, трет циклус ќе ги работат во насока на решавање на практични проблеми во бизнисот, и на тој начин ќе се обидеме тој гап кој постои помеѓу науката и високото образование и приватниот сектор на некој начин да го премостиме, и тоа ќе биде еден наш придонес како универзитет во рамки на нашата земја. Господине Лазаров, што ви говори оној процент дека не оваа учебна година, туку 2022-2023 година сме имале запишано 6-9% од средношколците во прва година во средните стручни училишта. Дали станува збор за дека на средношколците и на нивните родители имаат, се враќаат кон производството, тоест кон реалниот сектор, или пак ви говори она дека овие деца се подготвуваат да заминат во странство? Јас мислам дека пазарот на трудот ги диктира условите, и вие трендови кои се случуваат сега во делот на поголемиот интерес на средношколците за техничките струки практично го диктира пазарот, затоа што пазарот на некој начин на труд во изминатиот период бараше квалификувани работници на одредени позиции во производство, и гледаме дека тука има тренд и на зголемување на платите, подобрување на условите со модернизација на технолошките процеси на тие компании, што е позитивен исчекор во таа насока. Меѓутоа ние паралелно работиме и на градење на капацитети и на високо образовани кадри, затоа што на државата во исто време треба и кадри квалификувани, меѓутоа и кадри високо образовани кои што ќе ги работат тие позиции кои што се бараат врз база на тие квалификации, знаење, вештини кои што нели се потребни на пазарот, односно се потребни и ги бараат, да речам, бизнисмените, односно приватниот сектор. Така. Ваша проекција за наредната година каков ќе ни биде економскиот раст и развој? Видите, врз база на проекциите на меѓународните институции, особено на Светска банка, изгледите се неповолни, тука мораме да бидеме искрени. Согласно тие проекции на релевантни меѓународни институции, Македонија ќе биде земја која што во наредните неколку години, особено 24 и 25 ќе има најниска стапка на раст споредено со сите земји од Западен Балкан, што секако треба да не загрижува и секако треба да биде аларм за сите чинители во државата, особено за креаторите на економските политики во делот на градење или надградување на постоечките политики во насока на забразување на растот. Се разбира дека околностите на геополитичките околности и глобалните случувања не се во наша полза, затоа што знаеме дека голем број на високо развиени земји, вклучувајќи ги нашите неголеми трговски партнери во рамки на Европската унија, имаат сериозни економски проблеми. Тоа секако ќе се рефлектира врз нашата земја, меѓутоа тоа не е оправдување за нас. Напротив, ние треба да работиме многу храбро и многу понапорно во премостување на тие предизвици со кои глобално се соочуваме, меѓутоа и градење на сопствени капацитети и искористување на овој период за подобро наше позиционирање во тие меѓународни глобални ланци на снабдување, бидејќи само на тој начин, да речем, може на долг рок да се надеваме на некои поодржливи позитивни економски резултати. Така. И сосеме на крај, еве што треба државата да направи за да имаме поголем извоз? Видите, има многу мерки кои што треба да ги преземе државата. Прво реков подобрување на економските услови, во делот на подобрување на бизнис климата и така натаму, меѓутоа инфраструктурата, инвестициите во образованието, инвестициите во развој и истражување, потикнување на компаниите, односно мерки кои што ќе бидат во насока на нивна поддршка на инвестициите во модернизација на своите производни процеси, развој на нови производи и паралелно, односно со еден збор речено, инвестирање на државата во поголема подготвеност на компаниите за извоз, а од друга страна вториот столб на кој треба државата да работи е поголема извозна промоција на земјата, на македонските производи, на македонските компании, бидејќи тоа се мерки на страната на понудата и на страната на побарувачката, без кој не може нели да се случи некој посериозен исчекор. Мислам дека тука државата исто така треба да работи во делот на привлекување
на странските директни инвестиции и нивно поврзување со домашната економија, ако сакаме да се надеваме на поголема домашна додадена вредност на тие идни, на тој иден извоз од технолошко-индустријските развојни зони, значи има лепеза на мерки кои што може да се стават во функција тука, вклучувајќи го и подобрувањето на финансиската поддршка, односно градење на одредени финансиски механизми или алатки за поддршка на извозниците, последно мислам на одредени инструменти кои што можат да се забрзаат или да се креираат преку развојната банка во делот на извозен факторинг, во делот на извозно осигурување и така натаму, побарување на осигурување на извозни побарувања и други мерки во делот на поволни финансиски кредити кои што може да им се обезбедат на извозно ориентираните компании со цел да станат, нели пак ќе повторам, поконкурентни на странските пазари. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас. Ми беше чест. Исто и на мене. Почитувани, ова беше разговорот со професор доктор Дарко Лазаров, проректор на Универзитетот Гоце Делчев и воедно председател на Клубот на извозници на Стопанска комора.